Почитувани, Венко Филипче да каже што друго, освен луксузното Ауди Q8, има како профит од тендерите со јаглен во СМ од фирмите на Вице Заев и Ениц Колашинец. Венко Филипче да каже која е неговата улога во тендерите со јаглен, па е награден со луксузно Ауди. Венко Филипче и СДС не можат да молчат, особено што фирмата на Вице Заев во Бугарија, Гома Сидра, која инкасирала 9 милиони евро од јагленот, се наоѓа на иста адреса како и неговата фирма Power i8. Венко Филипче и Вице Заев делат ист канцелариски простор на нивните фирми во Бугарија. На иста адреса се наоѓаат и редица фирми на Заев. Очигледно е дека фирмите на Заеви и Филипче во Бугарија се испреплетени, а парите помеѓу нив се во издвор. Очекуваме јавното обвинителство да реагира и отвори случај за Венко Филипче, а за тоа има пред се две многу силни причини. Прво, фирмата добитник на државен тендер за испорака на јаглен му купила луксузен джип Ауди Q8 од 130.000 евра и по 2 милиони од тој тендер завршиле на сметка на фирма на Вице Заев во Бугарија со иста канцеларија со фирмата на Венко Филипче. Очекуваме јавното обвинителство да отвори истрага. Одговорност мора да има. Ви благодарам, доколку имате прашања, поверете. Ваш коментар за обвинувањата на СДСМ за употребата на пиротехника од страна на УМС. Благодарам. Најпрви категорично да изјавам дека не е прекршен ниту еден закон. Меѓутоа, нема дно кое што СДС не може да го пробие, дури и во некрофилството. СДС наместо политика продава некрофилство, а наместо одговор на пораките од годишната конференција на УМС на ВМРО ДПМН, СДС се фати за баклите. Иако и сама наведува дека согласно законот, членот 31, кој што сами го наведуваат, забраната се однесува за во затворени простори, а собирот на УМС беше на отворено. Уште повеќе, СДС во шпекулациите се обидува да сокрие и дека баклите спаѓаат во група на пиротехнички средства од трета категорија, кои што се во слободна продажба и без обврска на продавачот да го извести надлежниот орган, односно одсекот за оружје. Се продава на физички лица кои што не треба да имаат посебен документ за ракување, а се продава со упатство за употреба, односно напомена дека не смее да се користи во затворени простори. СДС намерно го изоставува фактот дека ВМРО ДПМН ги испочитува сите параметри и предвидени законски норми за одржување на собири. Пред одржувањето на настанот беа известени МВР, противпожарната бригада и идната медицинска помош, кои што беа присутни за време на одржување на овој настан. СДС, наместо одговор на пораките од премиерот Христијан Мицкоски и на политиките на ВМРО ДПМН, се одлучи за некрофилство, без воопшто да покаже чувства кон жртвите и семејствата во Кочани. Туку напротив, ја злоупотребува нивната болка. СДС, наместо политика, повторно се качува на бранот на злоупотреби, досега видени како вистината за Смилковско или вистината за Тамара, каде безчувствителноста на СДС сметавме дека го достигна врвот. Очигледно не сме биле во право и СДС може да тоне уште повеќе. Ви благодарам.